Здруженијето Пчела во рамки на проектот да им помогнеме на пчелите на кумановските пчелари, нивни членови, им поделиме доносни садници. Целта е со над 1200 медоносни садници од видовите Еводија, Каталпа, Аморфа, Бел јасмин, Форзиција и Спиреја да им се помогне на пчелите, односно да се збогати пчелната паша. Секој пчелар доби по 20 садници. Најмалата цел во овој случај ни е да помогнеме на пчеларите. Меѓутоа, на прво место ни е да помогнеме на пчелите и да помогнеме воопшто во подобрувањето на ова наша животна средина. Значи, овие климатски промени што се случуваат секаде на глобално ниво, значи секаде во светот, се води борба, нели, започнува човекот да се освестува, нели, дека природата ни возвраќа и дека се повеќе и повеќе штети на животната средина. Така да пчелата како една главна алка во овој наш целокупен глобален екосистем прети опасност за намалување нејзино и за нарушување на нејзинот опстанок. На тој пат да и помогнеме на пчелата, значи секако дека е еден од најдобрите начини е да пошумуваме, односно да засадуваме дрва, посебно од што се медоносни, кои што ќе помогнат, нели, да го подобриме и животот и здравјето на пчелата, индиректно и на нас сите. Во рамки на проектот да им помогнеме на пчелите, Здруженијето Пчела организираше и пчеларска работилница за засадување и негување на медоносни дрвја. Бевме подготвени, едуцирани како да ги посадиме, па така да во наредниот период сега планираме во што поскор период, ако ни дозволат нели протоколите за организирање на ваков тип на настани, планираме да организираме едно предавање, една презентација на агротехниката и на одржување на овие медоносни растенија. Значи, овие дрва што се, затоа што не е, нели, ние ги делевме овие садници директно на пчеларите со цел да бидат засадени и да бидат сочувани тие садници. Ако ги засадиме на некое, нели, земјиште кое што е во наводници ничие, нели, државно земјиште, кој останува осудено на милост и немилост на природата. Вака, ми сметаме дека дрвцата најверојатно дека ќе ги сочуваме и ќе ги пораснеме. И за тоа секако ќе ни треба соодветна едукација. Од Здруженијето нагласуваат дека за редовните едукативни предавања се уште размислуваат дали во наредниот период ќе се одвиваат со физичко присуство или онлайн.